Дистрикт, цел пред студио интервју на Зоран Иванов со Даница Стојанова. Даница Стојанова, малку по интернет, а признавам, малку и се подраспрашав, професорката Даница Стојанова важи за една од најстрогите наставници во нижото и во средното музичко училиште, но и една од најпосветените спрема своите ученици. Пианистка, авторка на публицистички и на стручни трудови, упатените велат дека како директорка на Државното музичко училиште Илија Николовски Луј го реафирмира образовниот потенцијал на училиштето и дека практично го буди и го мотивира колективот во насока во овие денешни социолошки и економски околности да ги искористи сите своји креативни потенцијали. Секако, во секој жите има и троскот, па и љубомори, суети, нечи амбиции и за собствени позиции и така натаму, но ова е дистрикт простор за објективен, за реален пристап, а останатото е на јавноста, па Даница Стојанова, добре дојдете во дистрикт на Цил Престудија. Ви благодарам, првата реченица на вистина ме расположи за строга. Убав е амбиентот на дистрикт. Ајде, додека сте расположени нешто за вас вака по-конкретно за, за јавноста на дистрикт. Која е Даница, од каде сте? Да. Како со музиката, зошто со музика, уметница и пианистка? Повелете. Значи, баш пред некој ден, вака во една со коментари со моја пријателка Јана Андреевска, композиторката, разговаравме за некои патувања кои што бев пред една недела или не, точно можеби 2 недели се вратив од Париз, каде што бев поканета на како член на меѓународното жири за интернационалниот надпревар за пијано во Вонф, Франција. И почнавме да раскажуваме леле ова, леле она, леле и викам Јано, значи не ме прашувај што се случува и како, да земам книга 5 животи ќе напишам. А ово вика без 15 не те признавам. Па после се сетив, може би до 25 животи. Вака кога ќе си го вратам сега кога ме прашавте која е Даница Стојанова, да не бидам скромна, на вистина, за овој период од мојот живот му благодарам на Бога што се уште сум здрава и вака активна доста, а можам да кажам дека сум хипер амбициозна, доста амбициозна, но строга во работата многу. Меѓутоа сум миролюбив човек, не сум човек кој што нели не рековте, односно она другата страна од медалјата, за непријатни и негативни моменти во животот. Само го нафрли во текот на емисијата, да. Јасно, за тоа ќе проспориме и понатаму. Значи, јас сум родена во Струмица во најубавиот месец од годината, мај, во минатиот век. И учев музичко училиште, го завршив основното музичко училиште во класата на наставничката Софија Вета. Татко ми беше, сега покоен, член на првиот Диксиленд на Југославија, оформен 1967 година, Васил Стојанов Чурлино. Тромбонист пар екселанс, многу познат, меѓутоа не многу на широката јавност, затоа што бргу се повлекоја од кога сме се родиле ние. Значи, се посветил на фамилиарниот живот, 2 деца, со мајка ми и таа покојна. И во нашата куќа, како да кажем, од која сум се родила, знам за песна, игра, музика, култура, уметност, значи секогаш тоа беа едни пријатни седенки во тоа време, не толку можеби класични, затоа што тој беше повеќе джезер, нели, ме упати кон таа музика, ние тоа и слушавме, а пак од друга страна мајка ми ги сакаше и староградската македонска песна. И така, доста беше возбудлив тој живот. Даница Стојанова не можела и нешто друго да работи, значи, тој корен тлеел. Да, и... да, но што се случи, јас бев, реков амбициозна, бев одличен ученик и имаше усмерување за мене, значи да продолжам како еден од доста, освен талентирани, но и многу образована личност, и амбициозна, нели, која што можеа да ме насочат во некои стручни школи и се сметеше дека ќе бидам еден ден хирург, доктор, затоа што чичко ми беше во Белград доктор и така беа плановите за мене.
На 13 години или 12 беше, дојдов во Скопје на еден надпревар по пијано и тука за прв пат ме забележаа класата по пијано, односно професорката, наставничката тогаш Снежана Пановска, која што сега во Куала Лумпур твори и работи последните 20 години од животот и сме во постојана комуникација и таа рече дека ова дете мора да дојде и да продолжи музика, ништо друго. Предпоставам и вас ве учени тој амбиент тука со други деца, конкуренција, свирења, вие добивате признание, нели? Апсолутно да, но од друга страна ми беше малку страв затоа што не бев на тоа, да бидам искрена, значи сепак да кажам училиштето Луј во тоа време и основното училиште беше малку понапред во комплетната едукација, техника и така натаму. И зошто се случи да дојдам? Затоа што татко ми во времето кога сакал да продолжи музичко, неговите родители рекле не. Затоа што во тоа време музичкото, ако сакаш по кафани да свириш, оди, нели се признавало да бидеш архитект, правник, не се доктор, тука толку и поривите на децата, нели? Да, меѓутоа тој толку бил и сакал и свирал и работел и така. Таа желба не ми ја ускратија, дојдов тука во Скопје, брзо напредував. На вистина ги завршив двата одсека, и теоретски и инструментален клавир, после тоа веднаш, само што дојдов во првата средна, значи 13-14 години, почнав да патувам за Белград, каде што имав часови со познатите професори Арбо Валме и Душан Тарбоевич. И таму почна една моја, исто еден отворен хоризонт, замислите во тоа време во Југославија, јас се дружев со Оливера Марковиќ и Милена Дравич во ателие 212 им варев кафе. Мала, иди да свариш кафу, да куваш кафу. Вие навистина треба да почнете да пишувате нешто. И за тоа да ви кажам исто, Панда Зографска ми го кажав, понекогаш вака кога сум расположена, им кажувам ова, некои случаи од животов. И Данче, навистина вика треба земете да ги напишете, да ги напишеш тие случувања, сеќавања, мемуари кои што се стварно не секојдневни и имав среќа во животот навистина да бидам во друштво со прекрасни легенди, фантастични, едноставни, скромни луѓе. Значи не би требало дополнителен мотив да се развиете во врна пианистка и педагог. Да. Учев од најдобрите, Зоран, морам да ви кажам. Моите професори беа исто така мирољубиви, меѓутоа многу строги. Јас отпосле кога ја завршив средната школа во Белград бев да го полагам приемниот, меѓутоа не го положив затоа што се разболев и имав проблем со очите, требаше додатен еден испит со кој што не можев да го спремам, но се договоривме, јас се вратив во Скопје, али продолжив кај Јокот Михаиловиќ, кој што работеше во Белградино-Носатската академија и ме прими од мојата генерација, исклучиво мене, па пак бев на релација Белград-Скопје или она доаѓаше тука. Исклучителен педагог, професор, но доста строг. Таа руска школа, морам да кажам, кој ќе ја помине, значи е спремен за во свет, но од друга страна медалјата исто стои за таа школа, дека ако не сте припремени во смисол на доверба, самодоверба и челичен карактер, тука може нешто да се скрши. Тука се случуваше тоа со моите деца. Престрога школа. Престрога школа, да, секој тоа не, тоа не може секој да го издржи. Значи таму нема едноставно. Како заврни спортисти, тортура до крај? Сакам да го кажам, јас за 80-тите и 7-8 месечини бев во Киев, свирев, а бевме сместени во Олимпискиот комплекс, каде што се спремаа деца за Олимпијада. Точно што рековте за спортот, имаше едно девојче, ми е останато како сеќавање, значи толку бев потресена тој ден, девојче од 10 години. Коучот што вика тоа, што ја тренерката, значи 10 годишно девојче на, она како се викаше, конј од 10 сантиметри, требаше да направи скокови, сплетови, не знам што правеше и на крај значи ќе застане и сега прстот не е бил 2 сантима, требало да биде 1 сантим. 100 пати ја вратите, тоа едно такво сувопарно вежбање работа и беше разговарав со менаџерот, тогаш викам што ова е, викам, нема хуманизам тука, значи ова е за пријавување. Не, вика, ние спремаме еден и тој ќе биде прв во светот. Тоа е нивната девиза, значи или, нема тука или си ин, или си аут. Или толку. Си Маја Прицеска, или не си Балерина. Или не си, и толку, да. Добро, како па Даница стаса сега и до школова, до факултетот Скопски, до педагогијата и до, реков, пианистка. Настапувате на... Да. Активна сум, да. Значи, јас после факултетов бев на специализација во Ротердам, во Холандија, таму добив стипендија, поканета бев од Акилес Делвин.
И исто се случи, да кажам, југословенската војна тогаш, 90-тите, морав да се вратам и после веќе не се вратив, не можев да, мислам, не останав и тој западен европски живот не ми делуваше баш најдобро, затоа што не знам, јас сум многу во принципи и протоколи европски настроена, но имам емоции балкански, предпоставам. Секогаш сакам сите работи со многу љубов и многу емоции, многу труд и дисциплина, но секогаш никогаш не го заборам она човечкото духовното. Таму се така малку таа математика не ми одговараше. Културолошката матрица едноставно не може да се напушти. Не може, тоа сме ние, мислам, и затоа не знам од каде таа идеја дека ние мора да бидеме како Европа или европјани или мислам. Кога зборуваме за уметноста, тука се тие оригинални пориви, нели, творештва кои носат белег на средината во која се живее, се расте и се развива. Апсолутно. А тоа што ме прашавте за педагог, и тогаш кога се вратив, значи од таму, се посветив, реков, ако ништо друго, морам да припремам неколку деца за да го доживеат она што јас барем до сега го доживеав и го живеам. И спомнав јас во најавата, и вие спомнавте дека строгоста па не е некој едукативен доблест, но за вас важи дека сте вие строг педагог. Тоа сакам да кажам, строг да, значи не поднесувам луѓе мрзливи. Тоа не можам да сватам дека човек може, кога ќе се договориме во 11, тоа за мене значи 11, 11 и 5, 10, 11 и 15, јас мислам дека вие сте умреле, дека нешто ви се случило, јас не можам да сватам дека, нели, и така натаму. Тие беа некои европски манири, кои што јас на децава мои и на моите ученици им ги наметнав, не само тоа, и дисциплината и работата. Но, тука е таа што реков, крајност тенка линија по мразот, каде што мора да го осетите тој момент на таа строгост, нели, каде што после тоа треба да го обсипате со толку многу љубов да они го разберат. Зависи, предпоставам, професорки, до карактерот на детето. Да, и не само до карактерот. Сите се различни. Таа е таа хемија, алхемија што би рекла. Мора да бидете да знаете како да мешате во хемијата, во растворот, за да на крај не излезе отров, него да излезе блаженство. Тоа е тоа, затоа секој не може да биде ни добар педагог. Значи можете да бидете добар како човек, добар, деца во класата да не ви свират, да ви се супер, да си пиете кафе. Може да бидете и, предпоставам, и добар уметник, и врвен пијанист, и врвна пијанистка, а да бидете лош педагог. Не може да бидете. И затоа можам јас слободно, мислам, да се пофалам, да не бидам скромна. Моите ученици денес се на меѓународната сцена, исто така, значи никој не остана затворен во кругот завршија и толку. Тие се уште действуваат не само на државната, туку и на меѓународната сцена, и денес во колективот сум горда, дел од колективот се мои ученици кои што ми се колеги. Не е лесно, Даница, да се биде уметник во оваа толку мала земја, нели, со можеби малку публика, малку потенцијали и малку разбирање за уметноста, поготово за врната уметност и така натаму. Кога не би се занимавале со педагошка дејност, се живеели од уметноста во Македонија или се живее? Не, да не бидеме скромни. Тешко е, можам да кажам, да, но се живее, пак ќе кажам, ако сте активен. Значи има толку многу начини да се заработи, плюс ако нормално освен часовите од државната плата што ја земате, така значи ако седите на државна плата, тоа е тоа. Но работата во државната институција, морам да кажам, не е воопшто тешка. Се извинувам, меѓутоа ќе ви земат за зло многу ваши нека колеги. ми земат за зло и тие, значи платата не е голема, морам да кажам, значи платата можеби не е многу голема во денешните услови покрај сите тие експанзии и хипер високи достигнувања на цени, финансии, нели, економски подвизи со тие цени, нормално дека човек тешко живее, но верувајте, не сме како во банките, да влеземе во 7 и да одиме во 4. Ние влегуваме во кабинет и уживаме 3 сати дневно или 4, толку се по 3-4 часа индивидуално. Добро, има вашата професија, па има и друга специфика, веројатно, која си има и своја тежина, и тие 3 часа можеби понекогаш се и понапорни отколку 7 часа на шалтер во банка. Тоа е така, не сте воопшто грешни. Грешка.
Тоа сакав да го додадам, но пак ќе кажам нели другата страна медаља, кога одите дома, продолжува тие часови или додатни или дома или некаде пак надвор или во сабота и недела се вика да. Но јас пак тргнувам од ова мојата девиза затоа што тоа е толку благородна професија. Многу е благородна наша професија да работите со деца. Кои се потешки, децата или нивните родители вака во таа комуникација едукативна? Што мислите вие, кој е потежок? Па се подразни, ние повозрастните сме најтешка категорија. Децава се сонца. Има и деца кои што навистина, но тоа пак нели... Спомнав на почетокот, сега сте актуелна директорка на средното музичко училиште Илија Николовски Луи. Тешко е да се менаџира, да се менаџираат карактери. Многу тешко. Голем колектив. Значи голем е колективот. Јас бев назначена за ВД минатата година, точно на 3 јуни, пред да почнам со фестивалот Охридско лето, затоа што 2 години поред го работев и фестивалот Охридско лето, музичката програма, бев селектор, да. Тогаш не можев да се повлечам затоа што во јули почнуваше програмата беше готова и оваа година морам да кажам дека мојата програма беше изработена од минатата година и е моја, 80% од програмата е моја, но остана и посакувам наследната селекторка да продолжи по тој пат и сметам дека е достојна и ќе продолжи да биде Охридско лето што е всушност еден бисер на македонската култура и уметничка сцена во Македонија. Но тогаш кога дојдов, јас влегов од другата страна, нели, од кабинетот, каде што бев пак професор, педагог, уметник, оти работиш со деца кои што ствараш уметници. Да, и сето многу добро одеше се и гледав за менаџирање воопшто не ми е тешко, затоа што кога се вратив и ова да го спомна, кога се вратив 90-те години од Холандија, јас ја отворив ја регистрирав на некој начин првата концертна агенција во Македонија, приватна. Ештриф Алију тогаш беше министер за култура и потпиша, рече Данче пробајте, меѓутоа министерството само ви дава дозвола, но финансии никакви. Така да... Тоа ми беше прашањето пред малку, мал пазар сме за да се живее од евака и од музичка активност и од концертна активност, ако сакате, и од сценска активност. Има начини да се живее, меѓутоа е тешко, да, но затоа што е мала земјата. Што е за нас тешко? Ако живеете во една Франција каде што може да свирите секоја недела концерт. Секоја недела ист концерт, репертуар. А кај нас ние сме осудени, ако го отсвирам, јас мојот репертуар во Струмица, Штип и Радовиш, Скопје. Го виделе сите љубители на тој тип на музика. Да. Значи јас морам, извинете, ама не се спрема така лесно. Има ли разбирање институциите, конкретно Министерството, за таа работа, за тој мал пазар и за таа потреба да... Министерството за култура, според она што ги дава тие апликациите што ги пополнуваме секоја година, секогаш има и задоволни и незадоволни, но мислам дека комисијата се труди да погоди на сите, иако јас не би одела на таа варијанта на сите. Не мора на сите, значи треба на најврвните институции да им се помогне, каде што тие можат да направат обележие некако и да ги вметнат, да не вметнат нас внатре во таа... Прво на некој да се докажат, прво сами да инвестират, па потоа да помогне и општеството, државата со народните пари. Ве враќам во училиштето, ве враќам на директорската работа. Ви извадија нешто по јавноста, лифтот и пијаното што сте го купили. Да, значи, тогаш... Има ли право директор да купи инструменти или нема право? Има ли право да поправа лифтови или нема право? Треба ли тоа да го прави? Не добро, треба ли? јас објаснам, да. Ме интересира мене и јавноста, претпоставам, околу тие пари, тие се наменети за лифтови или се за клавир? Или се за лифтови, или се за, не знам, доградба, или се стрикно за музички инструменти, или беа наменски парите? Вака, кратко, наменски беа парите. Парите беа барани исклучиво за инструмент. Што стана со лифтовите? Работат, не работат, еден лифт, не работи? Лифтовите, Зоран, ве молам, тоа е, не треба да ги спомнуваме, лифтовите не работат од 70-та година. Значи, кровот таму ќе пропадне. Сега работам на тоа, со тимот, кровот да се направи. Кој ќе се направи кровот, тогаш после можеме да бараме да се прошируваме. Има приоритети. Училиштето... Апсолутно.
Апсолутно. Не, лифтот беше една, како да кажам, смешна диверзија и малку беше разочарувачки од луѓето кои што знаете, имаше реакции од фамилијата луѓе, они сакаа исто да пишуваат, значи срамоте од 70-тите години колку Но Даница, сакам да дојдам до поентата. Тие информации од таму ги покрене во јавноста надвор од училиштето, ги покрене луѓе од училиштето, претпоставам таа информација. Па најверојатно, не знам дали можеби и, но мислам дека имаше и една атака, да кажам, кон Пијано центар, фамилијата кои што многу добро работат во последно време со клавирите и со продавање и со јавни набавки и со изнемување и со фантастично работа. И тоа, претпоставам, се помешани. Дојдовме до тоа дереже да нема тендер во држава, да нема сомнеш за тендер. Да. Но да ви кажам, јас бев предупредена за тоа дека ќе се случи од претходните директори. Не верував дека може до толку да одат, но крајно вака заклучив дека на човековата злоба и глупости нема крај. Тоа за тоа можам да кажам. Нема ни одбрана, претпоставувам? А има одбрана, зошто нема? Таква реклама направија, да јас мислам тоа имаше многу позитивни одзиви за мојот краток разговор и демант во Слободен печат. Не би сакал натаму да ве малтретирам со оваа тема и да ги трошим минутите, уште малку ни останува за дистрикт. Ме интересира вака сега граѓански малку. Даница Стојанова, идеолошки, каде припаѓа, не прашувам партиски. Јас сум венчана за уметноста. Толку тука завршува приказната. Значи сметам, извинете што ви беше прашањето. Идеолошки припаѓам таму. Толку, друго, мислам дали... Не, ако немате ништо да додадете. Не, идеолошки сум, значи, мојата музичка приказна е уметноста во овој живот. Јас сум толку посветена на тоа и затоа резултатите се видни. Инаку, кога би требало да ги гледам моите внуци и деца и да кажам, имам од сестра ми 20 внуци, па 3 внуци, во исчекување сме на уште 2, значи, ако треба јас со нив да се занимавам, нема да можам се тоа да го постигнам. Излегувате на гласање редовно или како кога? Кога сте мотивирани, може би? Па сметам кога треба да излезам, излегувам. Не ме разбравте на прашањето и јас затоа реков сега на граѓанските теми и да сметам тоа каде припаѓате идеолошки, кога реков на граѓански, мислам, ова граѓанска релација. Што не ви се допаѓа во општеството денес во Македонија? Како гледате на политичкиот живот, на политичките партии, на медиумите? Што ве прави радосна, што Даница, еден уметник од ваков ранг висок, ја прави нерасположен? Денот, што ви го разувава, што ви го расипува? Зоран, тоа ми е темата. Да ви кажам, значи политички не сум многу ука и навистина не сакам да излезам смешна сега да дискутирам за нешто што прашувам, но политиката ви го креира животот и вашиот и нашиот. Политика секаде има, нели? Политика има и во уметноста, политика има и во црквата, политика има и во домот. И вие водите некаква менаџерска политика на работа. Апсолутно, тоа е. Зависи политиката како е разбрана и како е водена и пренасочена. И предадена и пренесена. Значи, ако луѓето се доволно едуцирани да таа политика можат да ја спроведат, јас мислам дека ние сите ќе бидеме расположени. Но единствено што не ми се допаѓа во оваа земја е во последните години што се дозволи и на таква демократија, нели, да кажам, јас не знам луѓето дали сваќат што е го ставате под наводници. Па не знам дали е под наводници и не под наводници. Демократија во анархија. Значи, пазете, јас неколку пати за време на короната, сега времето тече, но морам да го кажам тоа, бев баш како директор влезена во тие неколку групи на родители кои што зборуваа и даваа мислење за короната и за реформите и за што правиме со физичкото присуство за децата и така натаму. Значи, она што го читав од родителите се згранав. Веднаш излегов и реков не. Тоа не е демократија. Тоа е страшно незнаење. Што би променила сега во моментов? Може би направила, ама искрено би направила да се јават некои луѓе кои што со една љубов, не со надменост, со љубов да почнат да не едуцираат. Луѓето треба да се едуцираат со љубов и духовност. Луѓето се разочарени од овој живот. Ние во Македонија 20 и кусур, колку може би повеќе пак ќе кажам од самостојувањето, ние
Имаме и многу убави работи, оти кога ќе излезете надвор, сите седат во ресторани, сите јадат, сите возат добри коли, сите се добро облечени, сите одат на одмори се. Значи не можеш Не како сите, ќе се но жачи. некои да речеме, сепак има живот, да. Да, има живот, генерално зборуваме така, тој, но другиот процент кој што е, тој е толку на маргините. А зошто? Што викат Русиве, па чему побогу? Нема солидарност. Нема Што солидарност. Нема креација, нема политика во... Нема меѓулюдски односи. Човеков како ресур, човекот го изгуби своето достоинство. Добро, емпатијата, хуманизмот не постои во оваа земја. Даница Стојанова, не беше така во времето на вашата најрана младост? Ние како деца имавме еден друг протокол и еден друг систем. Беа поставени други вредности. Некој ќе каже може би лажни, воопшто не беа лажни. Затоа што јас знаев како треба да постапам со моите родители, јас знаев како треба да постапам со моите професори, со постарите луѓе, како треба да одам на концерт не со скинати фармерки, него лакова на кондура и добар дрес-код, уште во времето тоа, така? И така натаму, и така натаму. Ние, за жал, за среќа во мое време, јас ги поминав сите обуки во спорт, во уметност, во школата имаше толку многу воно активни дисциплини, секции, толку бевме едуцирани, но тоа ништо не кошташе, тоа не се плаќаше. А денес еден родител да си дозволи да оди на кошарка, на англиски, се треба да плати, па кој ќе го плати тоа? Затоа јас на сите им кажувам, бидете паметни, запишувајте ги децата во луј, затоа што се уште е бесплатно. Кога спомнав политика, вие се вџашивте. Но еве, овие минути ги потрошивте на политиката. Политиката некојаш и политиката да. Сега. Ако е политиката управување, нели со општеството и така натаму да не, но учествувате ли во политиката, кога велам јас во градење, директно на работа? Носите, не велам на ова партиска политика, генерално вие планирате, што ви се случува во образованието, што нам на сите ни се случува, конкретно низ вашето училиште. Што недостасува, освен пари? Карактери, посветеност? Посветеност, да. Многу посветеност и знаете, исто така, нон-стоп има промени. Значи, не може, континуирано има некои промени. Кога ние ќе се договориме за еден годишен план, па макар не на 4 години, еве, на 1 година. И кога ќе почнеме да го реализираме тој план, еве, да кажеме конкретно во училиштето, и после третиот месец, со тој што сум се договарала, го менуваат. И треба сега пак од почеток. Сепак политиката нешто ново измислила, нели, без да води сметка циклусот, барем да заврши. Системот мора да внимаваме, значи за еден долготраен процес. Не знам, да не бидам пак смешна, ќе кажам, значи за политиката не би зборувала. Уметноста воопшто, генерално, не сме да учествува и да биде под политичка рака. Како уметничката Даница Стојанова гледа на своји колеги од уметничката фела, артисти, глумци, музичари, видете, кои се директно инволвирани во политиката? Да, јас сум open mind, јас сум многу отворена, соработувам со секога. Ако тој е професионалец, мене не ми смета дали е тој србин, албанец, турчин, ром, влав, американец или русин. Или припаѓа на ова идеолошка или она идеолошка матрица. Не ми смета ако е професионалец, извинете. Значи, вие имате своја идеологија, како јас на некој што, значи, да ви кажам дека имам другари кои што слушаат Цеца, например. И сега мојата идеологија е класика, така, и што треба да не се дружам со него. Значи, добро е да му се, наметнам, не е толку страшно. Заедно, нели? Па не ја слушам Цеца заедно, не ја слушам понекогаш заради кеф, може би еве ради таа друштвеност, 1 минута. Иначе, знаете што се случува, кога ќе влезам во такви друштва, гасете, доаѓа Данче. Не, Косова јуриш крај. Завршивте со школската година или привршувате? Привршуваме. И каква генерација средното музичко и нижо извадија, испилија, што се вели? Водушевена сум од оваа генерација, последната не имавме толку, значи инвазија од луи концерти има веќе во ова година последна и благодарам на сите колеги кои што учествува и кои што направија нешто да сцената биде накитена од наши ученици. Нанесот короната малку ви измести во таа практична реализација или си
Па не знам, еве од септември со физичко присуство ги имавме најголемите, најдобрите концерти. Баш таа една генерација, да кажам сега ќе ја зборувам за последната матуранти, тоа е една елитна генерација, би рекла, им посакувам Неодамна се имавте најдобро. концерт со нивни настапи, младите Да, доаѓаат со филхармонија, врвно ниво. Јас ве прашувам дали доаѓаат или веќе дојдоа? Дојдени се, тие се дојдени, имаме такви бисери и можеби е добро да се врати таа специјална паралелка, каде што ќе бидат негувани од сам почеток и водени, како што ние, например, и јас бев водена на тој начин, по тој принцип, значи по посебна програма, каде што, ете тоа што зборував, таа строгост, дисциплина и работа, но со љубов. Ако ме разбирате, тоа е посебна тема, тука Зоран да ја објаснуваме да се инвестира едукативно во најталентираните, најспособните. Па од тука се излезени сите наши најдобри. И да не ги штедите и децата тогаш. Не, и родителите, кои што треба да бидат свесни дека ако треба да дојдат 10 пати денес на час, 10 пати треба да го донесат и да им се овозможи тоа. И да им се овозможат сите услови. Нормално водени од нас, професионалците, кои што знаеме што им треба на тие деца. Инаку, да, младите се дојдени, со таква младина, јас не се воопшто... Со таква мислите музичка младина? Музичка младина, да. Не ве прашувам за мојата, за значи младите доаѓаат на политичките партии. Вие во текот на овој разговор, кој за жал брзо ни истекуваат минутите, спомнавте дека, или може лошо ве разбрав, кога спомнав за политика, дека можеби треба да се појави некој месија или да се појави да не среди малку. Мислете на некоја трета сила надвор од овие класични наши лидери, водачи и така натаму? Ни треба ли некаква таква промена во тој? Има ли очекувања кај вас, меѓу вашите другари, пријатели, соседи, граѓаните за нешто промено? Прашувам, ќе не биде ли? Како држава и како општество? Ве прашувам како граѓанка. Да, како граѓанка, јас сум многу оптимист и позитивна секогаш, да, но да ви кажам, таа дисонантна нота е присутна во цел свет. Значи, не можеме ние да се издвоиме од деструктивноста, кога цел свет е деструктивен. Просто кога сте помали, нели, ве водат поголемите. Така да, многу имаме и зависност, но вака читајте меѓу редови. Ако ве разбирам, цивилизацијата сметате дека е во криза? Сметам дека е во голема криза. Влезени сме можеби во еден вакуум низ кој што мораме да поминеме и да бидеме прочистени. Ова е, мислам, сега моментот кога сите не на, како рековте, како цивилизација, да, но јас мислам дека сега, овој момент, овие години, се години на поединецот. Значи, секој само од себе. Сега ни е дадена шанса. Ако можеме ние или јас сама нешто да допринесам за оваа цивилизација, тоа ќе биде влогот на цивилизацијата. Тоа значи, групно, лично не очекувам. Ако добро ве разбирам, упатувате пови до секој поединечно да даде се од себе што може, за да му биде и нему поарно и на сите заедно, и на заедницата и на општеството. Да се трудиме. Јас знам дека е многу тешко. Даница не бега од уметноста, тоа е дел од вашето битие, од вашиот живот. И сега на крај ве прашувам, кои ви се амбициите од сега натаму? Може ли Даница себе да се види на некој нов почеток? Уметнички секако предпоставам, но и творечки од некој друг тип. Пишувате ли нешто, планирате ли да пишувате, можеби од стручни трудови, литература, нешто, раскази некакви, можеби од вашето минато и предпоставки за вашата иднина. Каде натаму со амбициите? Јас сум присутна на сцената. Значи, веќе имам во план ми се ова година неколку концерти, имам на фестивал во Бодрум и во Истанбул и во Рим. Утре веќе патувам во Приштина, каде што сум член на комисија за интернационален надпревар. Крај на јуни одам во Германија, кај што исто сум поканета како член на меѓународен надпревар пианистички, како член на комисија. Не престанувам, затоа што ви кажав, венчана сум за уметноста и пијаното и сакам да кажам, музичка приказна да продолжи.
како што спомнавте, морам да ви признам, пак ќе се навратам, тешки се тие администрации, но затоа гледам со тимот администрацијата да ја насочам кон административците, да ми помогнат и затоа работам тимски, а да внесам дел од самата себе, нормално, и мојот дух, па и на сите таму кои што работат во училиштето, во центарот, да го подигнеме и да го направиме уметнички центар. Со каква визија? За да дојдете и да сакате да влезете, да платите во тој центар, а да не може да влезете. Тоа е мојата идеја и тоа сум и јас, вклучително како карактер. Значи, јас сум многу дружелюбива, мојот свет е мојата фамилија. Значи, земјата е мојата фамилија. Луѓето по светот, јас не знам дали постои земја каде што немам пријатели, тоа е мојата фамилија. Светот е мојот дом, уствари би рекла, тие се мојата фамилија, а учениците, колегите ми се моите деца, сестри, браќа и така натаму. Не престанувам, имам издадено книга Шопен, поетот на музиката, како слушам, многу интересна мала книга. Тоа што рековте, да, можеби еден ден ќе седнам, имам многу што да кажам и многу што да раскажам и од тајните убави на што се случуваше во Луј, 80-тите, 90-тите, па и во 21 век. Таму има генерации прекрасни кои што не треба да ги заборавиме. И јас исто така тоа, значи, респект, почитта. Па и од тие што сме научиле како не треба. И тие треба да бидат спомнети. Оставете ги вашите мотори вклучени. Дистрикт на Цивил прес студио, Даница Стојанова, ви благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата и ги поздравам вашите гледачи.